опфатот со вакцинација на децата роми на возраст од 0 до 18 години е доста понизок од националниот просек и истиот изнесува од 35% до 81%. Особено низок е опфатот на вакцинација кај децата роми со вакцините кои што се даваат во училишниот период и претежно тоа се должи поради осипувањето од образовниот систем. Податоците од тоа истражување го покажаа следно. Во просек 32% од ромските деца во сите вклучени општини не се вакцинирани, значи не се вакцинирани редовно или пак се невакцинирани. Поточно, од 6 до 50% во Шуторизари, од 7 до 46% во Прилеп, 35% во Ѓорче Петров, 36% во Злокуќани и 36% во Саре за различни типови на вакцина. Најнизок опфат во сите општини се јавува кај вакцината против голема кашлица, односно вакцината Пертусис, при што ваков тип на вакцина не добиле. 70% од ромските деца во Ѓорче Петров, 50% во Шуторизари, Злокуќани и Делчева и 46% во Прилеп. Состојбата е доста загрижувачка и во однос на вакцината против детска парализа, односно полио, при што ваков тип на вакцина не добиле 27% од ромските деца во Шуторизари, 44% во Ѓорче Петров и 53% во Злокуќани. Владата на Република Македонија и Министерството за здравство за овие активности кои што се специфично наменети за ромските заедници во 2011 година одвои вкупен буџет од 2.868.600 денари, што представува всушност 14% од вкупниот буџет на програмата за активна здравствена заштита на мајки и деца. По само 9 месеци, односно некаде септември-октомври 2011 година, вкупниот буџет на програмата за активна здравствена заштита на мајки и деца беше намален за 50%, односно од 20 милиони денари првично планираните беше намален на 10 милиони денари. Односно по само 9 месеци од вкупните средства кои што беа наменети за спроведување на активности во ромски заедници, истите средства беа намалени за 10%, односно изнесуваат во септември и октомври изнесуваат 2.580.000 денари, што се должи на редуцирање на бројот на теренски активности, односно бројот на посети во ромски семејства, кое што од 7.693 посети беше намалено на 5.000. По извршените измени и дополнување на програмата, на крајот од 2011 година останаа непотрошени вкупно 60% од средствата наменети за реализација на специфични активности во ромските заедници. Просекот од 79% од родителите не беа запознаени дека во нивните населби или во нивните заедници се одржуваат вакви едукативни работилници и дека не биле запознаени, односно и не ги посетиле ваквите едукативни работилници. Тоа е еден од клучните проблеми. Како втор проблем кој е вклучен, се јавува посетите на патронажните сестри, кои не ги реализираат во обемот и бројот што е даден по програмата за активна здравствена заштита на мајки и деца. Ние имаме конкретни барања пред се до Министерство за влада, до Министерство за здравство и до владата на Република Македонија во рамките на програмата за активна здравствена заштита за мајки и деца да предвиди активности, истите да ги буџетира и истите да бидат имплементирани, а не да стојат декларативни само на лист хартија. Предложените мерки кои што ги предлагаме се следниве. Најпрво, спроведување на 60 едукативни работилници во ромски заедници на тема здраво детство и вакцинација. Изработка, дистрибуција на едукативен материјал со истата содржина во ромските заедници. Се смета дека на овој начин, согласно истражувањето, дека ќе се подигне нивото на знаење за важноста за имунизација и ќе имаме видлив напредок. И третата активност што ја предвидуваме, што треба да биде вклучена во рамките на програмата за активна здравствена заштита за мајки и деца, се спроведување на 3 теренски активности кои што се дел од недела на имунизација. Преку овие активности, теренски активности, се наоѓаат многу неимунизирани деца, се чешлаат списоците, се оди на терен и на тој начин се наоѓаат неимунизирани ромски деца и истите се имунизираат. За пример, еве само во 2013 година, преку оваа активност во општина Шуторизари биле пронајдени и вакцинирани 240 деца.